Морам да ви кажам дека општина Карпош нема никаков инфраструктурен проблем. Граѓаните на Карпош возат по најдобри улици. Граѓаните на Карпош имаат најдобро осветлување, граѓаните на Карпош имаат најсоодветна канализација, фекална и атмосферска. Немаме никакви проблеми со училиштата, ниту пак со градинките, освен она што не добиваме одобрение за вработување на негователки, воспитувачки, чистачки, готвачи и така натаму, но тоа е проблем што ни го создава државата. Од другите проблеми, најголем проблем ни се кафулињата, рестораните, ноќните клубови со нивните така наречени урбани опреми или летна тераса и со непочитување на работното време. Втора работа ни е комунална хигиена и неподигање на сметот и гледате контейнерите на секаде се полни. И третата работа се градежниците кои што градат на територија на општина Карпош и кои откако се поништи урбанистичките планови ги нападнаа оние населби во кои што имаме индивидуално домување и практично полека, но сигурно се што е на приземје го претвараат во колективно стамбено домување. За среќа, досега ги ограничивме на 8 стамбени единици, 4, 6 и 8 во зависност од земјиштето, но продолжува нивното кабадакиско однесување и гледате овде карши нас, иако има лента ставено дека е затворено градилиштето, тие си продолжуваат да работат. Ова се обично насилници што ни доаѓаат надвор од Карпош, но со овие мерки кои што ги имаме, морам да ви кажам дека овие на кои што им е затворено градилиштето повеќе, додека сум ја градоначалник, шанса нема теоретска веќе да добијат одобрение за градба. Како прекршители на правилата. Потикнати од неверојатниот глад за остварување на што е можно поголем профит на инвеститорите и добивање на што е можно поголема квадратура на собствениците на земјиштето, општина Карпош носи трет сет на мерки за вразумување на собствениците, изведувачите и инвеститорите. Овие мерки се во насока на подобрување на функционалноста на објектите што се градат. Поголема заштита на собствениците на земјиштето, поголема безбедност за објектите и граѓаните кои живеат околу објектот кој што се гради, како и обезбедување на поквалитетни градби, како и обезбедување и ставање на поквалитетен материјал, поубав изглед на новите објекти кои што треба да се градат, како и поголема гаранција на квалитет која мора да ја дадат изведувачите на идните станари. Во исто време, ја зголемуваме контролата од страна на локалната самоуправа во секоја фаза од градбата на објектот, а тоа значи од одобрување на идејниот проект до упис во катастар. Под 1. Со издавањето на изводот на урбанистичкиот план, секторот за урбанизам на општината Карпош е должен да му ги достави и барателот на изводот на урбанистичкиот план да потпише дека ги примил правилата за проектирање и однесување и организирање на градилиштето на барателот на изводот на урбанистичкиот план. При одобрување на идејниот проект, службеникот кој го работи, кој што треба да го одобри идејниот проект, досега по закон, тоа го прави врз основа на урбанистичкиот план што го гледа. Општина Карпош ќе биде прва општина која што наложува службеникот да мора да излезе на терен, да го слика идното градилиште од сите 4 позиции, значи сите 4 страни на светот, со тоа да знае какво градилиште и какво одобрување знае и во исто време при одобрувањето на градбата ќе бараме елаборат за организирање на градилиштето со строги правила за што ќе мора да ни дадат банкарски гаранции, кои што потоа, доколку не ги почитуваат овие правила, ќе им бидат активирани од наша страна. Идејниот проект, фасадата, како и квалитетот на материјалите кои мора да бидат наведени во истојот изгледот на објектот, ќе бидат одобрени од посебна општинска комисија составена од архитекти, градежни инженери и ќе поканиме професори од градежниот факултет. Значи, ние мора да влеземе во повисока фаза на разубавување на општината. Не може кој како сакав материјал да ни става, не може кој каква сака архитектура да си прави и не може кој какви сака материјали најевтини да става, кои што потоа на сонце најнаш ќе ви избледи зградата и тоа не лиши на ништо или пак се лупи фасадата, значи и материјалот и изгледот натаму ќе биде одобрувана од идејното решение од посебна комисија. Најчесто инвеститорите испуштањето на еркерите ги користат до максимум, значи ја го гледате еркерот до максимум искористен на 1,5 метар, што значи дека сега одобрувањето ќе биде следно. Еркерот 40% може да се користи за стамбена површина, 30% мора да биде тераса, затоа што гледате колкацки малечки терасички
даваат на собствениците и останатите 30% мора да биде слободен простор заради структуралност на фасадата, заради поубав изглед на објектот и заради подобрување на неговата функционалност. Инвеститорот пред добивање со идејни одобрување на идејниот проект мора да ни достави договор меѓу инвеститорот и собственикот на земјиштето и задолжително истиот да биде заверен од два адвокати, едниот на собственикот на земјиштето, а другиот од инвеститорот. Зошто? Затоа што најчесто инвеститорите ги лажат собствениците на земјиштето, не треба да плаќате вие, ние имаме адвокат, а тој адвокат ги штити неговите интереси, а потоа кога ќе се направи објектот, кога нема да ги исполни инвеститорот одредбите од договорот, доаѓаме до олеле мајко и после бараме помош од општината, а што може да им помогне општината кога тие потпишале договор кој што е на нивна штета. Дури имаме договори кај што се потпишани, каде што не е утврден рокот за кој што треба да го изградат објектот и тие цело време таму остануваат под кирија и не им ги остваруваат врските од договорот затоа што се изиграни. Во ваков случај, значи ние мора да се достави договорот меѓу инвеститорот и собственикот на земјиштето и каде што мора да има два адвоката, да знаеме дека и на собственикот на земјиштето мора да му се штитат интересите од страна на негов адвокат. Купувачите на становите исто така задолжително на договорот мора да има доказ дека при потпишување на купопродажниот договор користеле адвокат кој ги штитил нивните интереси. И исто имаме многу измамени собственици кои што купиле станови и потоа, како да ви кажам, сите им се криви, само тие не се криви за договор кој што потпишале и кој ќе ги прашаш дали имале адвокат, ќе ти кажат, ама он имаше негов адвокат. Сега, затоа ставаме задолжителност на потпишување на договорите да мора и купувачот на станот да се обезбеди свој адвокат. Седмо, инвеститорот во купопродажниот договор мора да го наведи гаражното место кое му следи на собственикот на купувачот и во договорот мора изричито да биде наведена посебна цена за станот, а посебна цена на градежното место. Зашто? Досега најголем дел од станарите купуваат само стан без гаражно место, значи при уписот во катастар тие мора да ни донесат договори со кои што тие купили гаражно место. За собственици на станови кои што имаат две возила во моментот кога купува стан, мора да купат две гаражни места. Затоа што замислете, во зградава што се прави со 8 стана, ако потенцијално сите 8 собственици имаат по две возила, заедно ако е безбедено паркирање доле, 8 возила остануваат надвор, 8 возила по 6 метра се 48 метра, тоа значи цела улица да биде зафатена и сите останати граѓани да им го поремети животот и комодитетот што до тогаш го имале. Инвеститорот и изведувачот мора во купопродажниот договор на купувачот да му дадат 3 годишна гаранција за кровот, за вентилационите системи, за водонепропустливост на бањите, како и прописно диктување, односно заптивање и функционирање на прозорите и надворешните врати. Затоа што ни се случува по 6 месеца да протече бањата, каде што го уништува станот на соседот што е под него, или пак да протече кровот и така натаму, а собственикот кој ги зел парите веќе нема никакви обврски. Инвеститорот, тоа е 9-то, мора да наведе кој ќе ја врши изведбата на објектот, а изведувачот мора да достави изјава дека е запознаен со сите правила кои ги пропишала општината, значи за овие правила што ние денеска ги даваме. И натаму, при уписот во катастар мора до општината да се достапи купопродажен договор меѓу инвеститорот и купувачите на становите, задолжително ќе се проверуваат и доказите дека е купено гаражно место, во спротивно нема да се врши упис во катастар. Уписот во катастар ќе ја врши тричлена комисија, која ќе ојде на лице место да изврши проверката на објектот кој е изграден и на истата ќе присуствува и градоначалникот. Значи нема да ми биде тешко еднаш месечно да направиме проверка на сите станови што ги упишуваме, значи на сите објекти и да видиме дали е изградено согласно даденото одобрение, дали има било како вишок, значи не можеме да оставиме на можност за манипулација на никој службеник во општината, затоа правиме повеќе членови во комисијата. 12. Должен е за секоја плоча, значи изведувачот, за секоја плоча, почнувајќи од темелната па до последната да го известува градичниот инспектор кога истата ќе биде завршена со армирачките работи. Значи секоја фаза од објектот, темелот, прва плоча, втора плоча, трета плоча, четврта плоча мора да биде исконтролирана од градежниот инспектор. 13. Градежната јама за паркинг местата не смее да биде подлабоко од 2 метра.
и приземјето мора да почнува од 100 сантиметри. Зошто? Мора да биде повисоко, за да рампата за спуштање на возилата во гаражите биде поблага и така да може полесно да влегуваат сите возила, зашто сега рампите се многу стрмни, најчесто се со прелази на кои што закача долниот дел од возилото и практично го прави невозможно користење на гаражните места кои што тие ги имаат или кои што им се на располагање. Натаму, гаражите не смеат да бидат повисоки од 2,3 метри. Зошто? Зашто дел од инвеститорите гаражите потоа не ги продаваат, па ги претвараат во стамбени простори или ги претвараат во магазини. 15. Доколку градежната јама оди од крај до крај на плацот, како што е случајот овде, доколку комшиските куќи се поставени поблиску од 3,5 метра до оградата на објектот што се изведува, инвеститорот и изведувачот се должни на собствениците да им издадат банкарска гаранција во вредност од 15.000 евра и дека нема да ги оштетат нивниот имот, нема да ја загрозат безбедноста на семејствата кои што живеат во соседните објекти и дека секој оштетување што ќе се направи на соседите ќе имаат ефикасно средство за наплата, без да ги молат изведувачите и инвеститорите, како што тоа ни се случува постојано. Ќе им направат штета, па ќе им кажат чекајте сега, еве сега да завршиме, или нема проблем, ќе ви направиме покасно, на крај ќе го завршат објектот и ќе си заминат, а штетата ќе му остане на изведувачот. А предходно комшиите, односно соседите, биле коректни и им дале подпис да се гради објектот, а потоа изведувачите најчесто го злоупотребуваат. Сега, за ова банкарска гаранција ќе мора да се склучи посебен договор меѓу собственикот и изведувачот, како и соседот кој што живее до тој објект, а најверојатно тој договор ќе биде пропишен од страна на општината, како не би можел никој да злоупотреби. Ниту соседите, ниту пак да злоупотреби собствени, односно оно што изведува. 16. Банкарската гаранција од 15.000 евра ќе се издаде на локалната самоуправа како гаранција дека нема за се оштети општинската инфраструктура, тротоари, рабници, коловоз, подземни инсталации и за ова ќе се потпише посебен договор. Еве гледате. На своја рака си зел, ние ископало улицата. Комплет нова, гланц нова улица сме ја правиле 2017. Зел си го ископал тротоарот. Така како што сака, како да е мирас на мајка му или на жена му. Не води сметка за никого. Значи, ќе се остави банкарски гаранции, па после тоа ќе видиме како ќе одиме. Натаму, 18. Целокупната арматура што се става на плочите, столбовите, цирклажите, мора да биде подготвена во армирачки погон и истата да биде монтирана во еден ден. Тоа значи донесувањето на материјалот и истовар монтажа во еден ден, за што се должни да обезбедат посебно одобрение за сообраќајната полиција, дека тој ден на тој дел од улицата ќе се изврши истовар на материјал и истиот до 20 часот ќе биде отстранет од тротоарите и коловозот. Што тоа значи? Они си имаат проекти, точно е предвидено која шипка, како треба да биде поставена, како треба да биде искосена, кај треба да биде завртена. Сето тоа проектот ќе си го направат во армирачки погон, ќе дојдат овде, ќе истоварат, ќе си земат одобрение за тој ден од сообраќајна полиција, тој дел од улицата ќе биде блокирана, до 20 часот они се должни да изармираат плочата и све да рачистат да нема ништо на коловозот. Бетонирањето со миксери и бетони и употреба на пумпи за бетон ќе се врши исклучиво со одобрен лаборат за затварање на дел од улицата од страна на сообраќајната полиција. Не ферма никој, ни сообраќајна полиција, нити полиција проверува, нити никој не ги интересира, едноставно ќе дојдат со миксерите, почнуваат да бетонираат, се останато што сака нека прави, им ги блокираат колите на луѓето, се расправаат, се карат и така натаму. Во недела и на државен празник најстрого се забранува било какви градежни активности. Значи, нашите инспектори постојано ќе бидат на терен и во саботи и во недели. Во саботите градежните активности не смеат да почнат пред 8 часот и мора да завршат до 16 часот. Значи, не може уште додека луѓето спијат, вие да земете да тропате, гледате ова е густо населено место, значи све околу вас мора да се пробуди, за да вие си продолжите со работата. Непочитување на одредбите од овој правилник ќе повлекуваат неодобрување на градежни дозволи, а непочитувањето на одредбите од истите при изведба на објектите ќе резултираат со затварање на градилиштето, како што е овој случај и тој другиот. Прекршителите и неодговорното изведување при изведбата на објектите ќе резултира со забрана на издавање на одобрение за градба на инвеститори и изведувачи кои не ги почитувале овие пропишани правила. Одредбите од овој правилник се однесуваат за градби од А1. Значи А1, овамо каде што имаме зона на индивидуални домување,
кои масовно се претвараат во колективно домување и за кои при изведбата имаме огромни поплаки од страна на граѓаните, затоа што се е подредено на изведувачите на објектите, а безбедноста, мирот, спокојството и сигурноста на соседите целосно се маргинализирани. За жал, законските овластувања кои што досега ни се дадени на комуналната инспекција и на градежниот инспектор се несоодветни, затоа ги носиме овие правилници и во исто време го мола министерот за транспорт и врски сериозно да изврши измени на законските прописи со кои што градежниците ќе ги ставиме во строго пропишани законски правила, но во исто време да се зголемат нашите овластувања како локална самоуправа, да се зголемат казнените одредби со кои што секој што е недисциплиниран ќе се стави во ред. И јас мислам дека голем дел од овие одредби што ние ги имаме во третиот сет на правилници дека се добри и дека треба да бидат преточени и во правилници од страна издадено на министерот за транспорт и врски. Кога ќе почнат да важат овие ваши? Овие почнува да важат од утре. Значи од утре започнуваме со ваков начин на издавање градежни дозволи. И на крајот ќе кажам, ако не се вразумат изведувачите и градежниците, тогаш општина Карпош ќе донесе одлука за намалување на бројот на станови во зона на индивидуално домување. Ќе го спуштиме тој број и тогаш автоматски целосно ќе ги дестимулираме за било каква изградба и претварање на индивидуалните домови во колективни домови. Што ќе се случува со овие кои што се затворени од градежната инспекција? Дали ќе може да продолжат со градба оваа зграда зад нас и Тие прво ќе треба да платат казни. Второ, ќе треба да донесат, за да може да продолжат, ќе треба да донесат елаборат кој што ние треба да им го одобриме, и тоа заборавив да ви го кажам дека ќе има и елаборат за изведување на објектот, кој што ќе треба да го одобри општината Карпош и за кој што тие сериозно мора да се придржуваат во натамошниот временски период, па дури потоа ќе одлучиме и евентуално ако не сме задоволни од елаборатот кој што тие го предложиле, ќе бараме негови измени на кои што тие ќе морат да се прилагодат, доколку не ќе одиме на поништување на градежната дозвола и ќе отпочне судска постапка со изведувачот, инвеститорот и со општината Карпош.